Охрид во минатото имал 3 амами. Јавните градски бањи биле градени меѓу 17 и 18 век. Локациите биле Охридската чаршија на селбата Воска и според некои записи на Имарет. За тоа како изгледал амамот во Охридската чаршија, кој што постоел до 80-тите години од минатиот век, која користел бањата, кога и кои биле обичаите и адетите при ритуалот на капење, ќе дознаете повеќе од Ведат Хасан Сарачоглу. Во минатото во Охридската чаршија и во Воска во употреба биле амамите, познати како турски бањи. Амамот во Охридската чаршија бил во употреба до 1959 година, а кон крајот на 80-тите години од минатиот век е срушен. Другиот амам пак во Воска се користел до Втората светска војна, потоа бил запоставен, а од пред 3 години е обновен. Амамот во Охридската чаршија го користеле месокастрани и кошиштани. Варошани ретко ја користеле бањата затоа што простории за капење имале во своите домови. Кај повозрастните охриѓани амамот во чаршијата останал во сеќавање како уметнички изработена сауна. Бањата работела само во зимскиот период и ја користеле жителите кои во тоа време не имале домашни бањи, додека во лето сите се капеле на езеро. Биле ангажирани и луѓе кои ја прателе постапката за постепено влегување во бањата. Последните редари во амамот во Охридската чаршија биле Алија и Хасан, баба и дедо на охриѓанецот Ведат Сарачоглу. Во сеќавањето на Сарачоглу живо се врежани сликите од амамот од времето на неговото детство, кога градската јавна бања вриела од луѓе. Во нашето семејство не била традиција, меѓутоа дедо ми кога е дошол од Дебар, тој овде работел како сарач. И тогаш од Вакуфот побарали некој да ја работи бањата. Меѓутоа тој може да имаше искуство од дебарски бањи, па не се јавил никој и така еден му рекол на дедо ми: "Абе ти знаеш за бањите, како се работа по бањите, дај земи работај бањата." И така тој почнал да ја работат бањата. Некдека тока и 60-тите години. 58, 59 тие години. Та традиција е да обавезно тие најмалу во хамамот да одат неделно по еднушка, а тие си имат дома своји хамами, амамчиња ние велиме, мали амами, но тоа се само како денешните купатила. Меѓутоа не биле со тушеви, со некои други работи, него тие биле со загревање на водата, со специјални, а имало, да речеме како што се во Битола куќите, има специјални хамами, од едната страна се ложи огнот, се загрева водата, а од другата страна со славина се користи водата за капење. А капењето обично кај младите било скоро секој ден. Па еднушка неделно оделе на хамам и еден од тие хамами е градскиот хамам, тогашен градски хамам. Сега за жал бифе е направено хамамот кој што се наоѓа во центарот на градот, каде што го држувал дедо ми и го држувале дедо ми и баба. Иако амамот го нема скоро 4 децении, Сарачоглу раскажува каде поточно бил лоциран. Се сеќавам многу добро, хамамот од јужната страна беше зеленило, парк. Од западната страна имаше дуќани, да речеме тога знам, имаше она кондораџиската задруга или не беше тука ловџиското дуќанот кај што се продаваја материјали за ловџиите, па имаше тука леблебиджилница, па имаше филигран. Така, тие беа. Од јужната страна веќе патот беше. Патот. А од северната страна имаше дрводелска работилница
И пазар се одвиваше тука, кај скалите, кај што се. Од скалите надолу имаше, пазар се одржуваше. Имаше тука до грамаджијата имаше налбанд. То се сеќавам добро. Подкривач на коњи, налбанд имаше. А наспроти имаше пак берберница и колонијална продавница. А мамите на нашите простори биле градени од османлиите, а водат потекло од римјаните, објаснува Сарачоглу. 17-18 век изградени се амамите. Во Охрид, според она што имам прочитано јас од Ехлеман Ајајден, дека во Охрид имало 3 амами. Едниот амам е кај чаршијата, другиот амам е овде Воска, а третиот амам не знам каде, бидејќи не пишува во книгата. Меѓутоа јас се сеќам на моето детство, кога одевме, игравме горе кај Калено, кај Имарет, имаше на едно место еден ѕид, сличен на ѕидот на амамот. Меѓутоа сега кога ојдов да го видам, тој ѕидот го нема. Па јас сега си претпоставувам дека сигурно и таму имало амам, затоа што амамите се граделе обично покрај џамии. А бидејќи она џамијата во Имарет, Фати Султан Мемед џамија, била голема џамија, имало доста муслимани во Имарет, сега јас си претпоставувам дека и таму, можда таму бил тој амам. Меѓутоа, не знам, можда по архивските истражувања може да се открие каде бил тој амам. А тоа го спомнува и Евлија Челеби спомнува во своето патописие, вели дека во Охрид имало 3 амами, не знам, 32 џамии, 3 медресиња, хано имало, чешми имало. Па од тука знам дека имало 3 амами во Охрид. Амамот има една традиција, да речеме бањи, што ги викаме. Тие прво биле основани во Рим, од Римската империја, кога османлиите доаѓале од Азија, кога доаѓале во Азија, тие ги прифатиле сите позитивни работи, односно повеќето позитивни работи што ги имало тогаш во Мала Азија, мислам Анадолија, и недека кон крајот на 9-тиот, почетокот на 10-тиот и 11-тиот век, кога доаѓале османлиите, има една интересна работа, што можда во историјата досега немам сретнато, дека страните кои што војуваат, победничката страна, да ги зема обичаите и верата на победената страна, тоа го сториле само османлиите. И османлиите кога увиделе, бидејќи имало уште влијание, Византија имало влијание, а Византија се знае дека е источна Римска империја, имало тука бањи и по тие, а тоа се гледа и по сегашните археолошки ископувања и археолошки места во Анадолија, во денешна Турција, имало, да речеме, во старите градови имало бањи. Меѓутоа, бањите, што, односно хамамите покасно, турците ги прифатиле и ги модернизирале, ги усовршиле према нивните потреби, затоа што, да речеме, во бањите, во римските бањи, мажи, жени, деца, сите заедно се капеле, се бањале, меѓутоа во турските хамами тоа не е заедничко капење, него одделно се бањале, односно да се капеле жените, одделно мажите. И тоа е разликата што турците тоа го усовршиле поради верските обичаи. Со хамамот управо вакофот. Тоа е здружение кое го формираат луѓето сами меѓусебно како доброволци. Тие си даваат пари, да речеме вакофот овдека има доста имање. Да речеме некој, за да му се спомни името, за да не му се заборави името, тој ќе направи некој споменик, некој спомен, така да и амамот и амамите така ги правиле од страна на вакуфот
тогаш, а мамите ги правиле, само не се наплатувало тогаш. Сега мислам, по покасно време се наплатувало. Тогаш тоа било за доброволни сврхи, за помош на народот. Да речеме за сиромасите, кои што немале можност ни дома можда да се бањат, па затоа тие ги градиле хамамите. Бањата била уметнички изработена сауна од розеникав мермер. Подот од внатрешниот дел на бањата бил изработен во мозаик. Натре во аман, реков, после соблекуваната се влегува во една просторија која што не е баш многу топла како што е во амамот, заради прилагодување наеднаш да не оди од нормална температура на висока температура. Луѓето на ѓобекот, што велам, на папукот седеле да се испотат и сета она нечистотија што се наоѓа на телото, преку потта се чисти и влегува во посебна просторија каде што има курни, се вика тоа, место каде што има тас, ние велиме, тоа е една како пајнца, се полни курната со вода, и од тука се бањат. Под папукот, под она ѓобекот, има пламен, оно се загрева, така да по некој пат неиздржливо е да се седи на тоа, затоа си ставале пешкири и над пешкири седеле, само за да се испотат. А тоа се загрева од кюлан. Кюлан тоа е место каде што се пали огнот и каде што се загрева казанот. А кюлан на турски значи кюл, значи пепел, ан место на пепелот. Така да хамамот на тој начин функционира. Луѓето кои доаѓале во хамамот на влезната врата, од десна страна, баре толку јас памтам, од десна страна имаше место соблекувална. Таа соблекувална тие се слекуваат, меѓутоа огул голи не влегувале во хамамот, него си ставале пешкир околу себе и со пешкирот влегувале како мажите, така и жените. Хамамот имал неколку простории за капење. Во првата просторија воздухот не бил многу топол, а и водата која течела во кадите не била многу жешка. По мермерни скали се влегувало во друга, потопла просторија од првата, додека третата просторија била најжешка и тука не можел секој да престојува. Имало 2 дрвени врати за влез и излез, раскажува Сарачоглу. Просториите ги има, да речеме, 6-7 простории има, така 6-7 како кабини, каде што посебно одат по двајца, по тројца во тие места и така двајца, тројца наеднаш се капеле. А ѓобек, тоа е во средината на хамамот, е едно тркалезно, како тркалезна маса која што одоздола се загрева. И тука била како современите сауни, таа била како сауна на времето. Ѓубекот, тоа што велиме, тоа е еден од најквалитетните мермери, и дебел мермер, затоа што ако е потенок мермер може да се скрши. А тој мермер се користил затоа што тешко се загревал, меѓутоа и тешко се ладел. Водата во хамамот се загревала во бакарни котли. Од надворешната страна има место за палење на оган, односно казан има со вода и таму се огнот се пали и оттаму се загрева со дрва. Повеќе со дрва, со ќумур не се загревал. Ама затоа реков јас, кюлан се вика тоа, пепел таму се ствара, а тоа е надвор.
И сега да речеме, мало е интересно што за време на черешните кога се береле, ние имавме бавча со черешни видобишта и кога ќе одевме со дедо ми, јас бев мал, со магаре одевме и кај денешните болници од тука почнуваја черешните. Јаргативе што собираја черешни, што собираја черешни, туку ќе викнеа Асан ага амам да Асан, дедо ми Асан на бана, банар. А Енвер аджо кюлјанда, а за татко ми пак стрико Енвер, кај кюлјанот, кај што се пали огнот. Во бањата доаѓале и муслимани и христијани, луѓето се дружеле и се спријателувале. Во тој амам доаѓаја не само турци, албанци, еѓупци, македонци доаѓаја, власи доаѓаја, па некој пат и некој од кај црногорците доаѓаја. Значи тоа беше едно место каде што се гледаше братството и единството. Тоа беше место каде што луѓето се олабавуваа. Луѓето каде што, да речеме, тие секирации што ги имаја, еден на друг тука ќе ги искажуваја, додека седеа на ѓобек, се вели тоа, на папукот. Во бањата секогаш имало многу луѓе. Никој пат не се, јас додека гледав и како што ми кажуваа другариве, односно постарите луѓе, дека никој пат сам не влегувале во амамот. Најмалу двајца. А зашто? Затоа што во амамот кога се влегува, може и некој од влагата, од топлината да се онесвести, да му се помогне. И друго, да речеме, при капење, она нечистотијата на кожата, за да се острани, тој не може сам со една рака, него другарот ќе му помогне, така да заеднички се помагаат при чистењето. Многу често во амамот се одржувале и забави. Имало овде во Охрид две жени, Бучо и Бебе се викале тие. Мислам тие, ние овдека некои ги викат еѓупци, меѓу тие се кпти, египјани. Тие правеле забава, пееле песни, стари песни со дајре и со дарбука. И при тој обичај се врши едно генерално чистење, едно генерално капење на кандидаткињата за невеста што е. Најчесто забавите се практикувале пред свадбите. Девојките се бањале во четврток, а младоженците во сабота.
Музиката, жените се веселеле околу ѓебекот, околу тој папу камен. Тука музика била дајре и тарабука. Две жени што ги спомнав, тие пееле песни, стари песни, турски песни, а не само турски песни, тие пееле, тука има македонски и албански песни кои што се пееле по свадбите. Истите песни што се пееле по свадбите и тука ги пееле, а тоа секој пат не било со музика, него само кога ја носеле кандидаткињата за невеста што била, таа кога била тука за веселба, другарките си играле околу каменот и така се забавувале. Во амамот се носеле храна и овошје за освежување после капењето. Тоа е во она што реков во соблекувалната, во чекалната, за има соблекувална и чекална. Во чекалната, за да не излезат наеднаш од бања надвор, во, да речеме, зимно време, ладно е, за да не настинат, тие едно половина сат останувале во чекалната и тука кое ќе си носеле гораби, шекерпариња, сладки работи. Вообичаено, по бањата се послужувале топли пијалоци. Си пиеле чај, кафе си пиеле. Повеќето топли напитоци пиеле за да се прилагодат за надворешната средина. А чајот е најдобар пијалок за горештиниве. Тоа да речеме летно време најдобро е да се пие чај и помалу за да се потат помалу луѓето летно време, посебно во Турција и овдека турците пијат чај. А во амамот се служеше и чај и ладни пијалоци. Тоа што имаше од овдека што правеше од страна на Жика газоза, тие газози и лимонади, тие работи се служеа. Просториите во амамот биле многу чисти и за услугата се наплаќало. Секоја услуга се плаќа, сега се плаќа. Зашто не се плаќа сега, тогаш, да речеме, како да не се плати? За дрва треба, за вода треба, за издршка треба. За тоа се плаќа. Меѓутоа, не беше некоја висока цена, тоа бар памтам дека не беше некоја висока цена, со едно плаќање негдека 3 лева се купуваја. Тогаш. Значи, денес ако имаме 3 лева, 75 динари. Тоа за едно бање, меѓутоа тоа било многу, за денешни услови многу ефтино, но за тогашни услови можда не било толку ефтино. Затоа што се знае, оделена работа за 2-3 лепчиња што се вели. И затоа тие немале прилика да речеме стално да идат секој ден. А имаше луѓе кои што доаѓаја секој ден. Жените и девојките покрај сапун за разубавување користеле и кна. Во бањата се употребуваше сапун. Се употребуваше и друго нешто беше, меѓутоа не знам како да го речам тоа, а посебно за миење на косата. Тоа како глина нешто беше за миење на косата. Во бањата често пати кна косата е правеа со кна. И ќе се одеа дома, бидејќи тие со шами беа покриени, нема како денеска што имат оние чеси за на главата, него тие со шами ќе врзеа главата. Да, нормално таа шамија може да беше и стално таа шамија користеа за кна. Со таа шамија ќе одеа дома, мораше да речеме една вечер да остане кната на косата, за да ја добие таа боја што е потребна за самата коса. Имало
воспоставен ред кога се капеле жените, а кога мажите. Мажите, ако беа после пладне, без разлика дали само турци не беа. Имаше тука и християни. Мислам, не само муслимани, и християни. Велам християни, защото тука спаѓат и црногорци, македонци, срби, власи. А кај турци, кај муслиманите имат, речема, турци, торбеши, овие египјани. И така тие, да речеме, кога беа мажите, мажи оде, кога беа жените, жени оде. Немаше и доста познанства се правеа тука во бањата, затоа што, да речеме, тој ќе седи сат, два, натре, не ќе затворите устата со катинар, него ќе зборува со еден, со други, така и се запознаваја. Ведаца Рачоглу се сеќава на своето прво бањање во Амамот и на една анегдота поврзана со тоа. И ден денес го памтам тоа што ми се случи еднаш во Амамот, дали имав негде 9 или 10 години. Мајка ми ме зеде натре во Амамот да ме искапи имене, меѓутоа бидејќи имаше и други жени, и тогаш една од жените малку построга беше, така да речеме, или полута. Што бара рече овој овдека натре меѓу жениве, и ми удри една шлаканица. Меѓутоа, мајка ми не се налюти дека ја се јадов шлаканицата, само рече, добро, излези надвор ти. Излегов надвор, ме избриша мајка ми со пешкирот и така тоа ми остана во сеќавање. Носталгијата за Амамот е присутна и денес, не само кај Сарачоглу, туку и кај оние охриѓани кои имале привилегија да ја користат. Жалам многу, затоа што едно време јас, кога бев овдека, бев член на председателството на Социјалистички сојуз, тогаш јас предложив дека Амамот, што е во чаршијата, да се претвори во галерија. Сега, јас овде галерија, таму галерија, па амамите не може да се користат како амами, меѓутоа да се користат како галерии. Имаме шанси и можности да се организираат изложби. Не викам да не се организираат изложби во Домот на култура, Григор Прличев, да се организираат, меѓутоа да се организираат изложби автентични према Амамот. Да речеме, може во Амамот да се организира изложба на садови, стари садови, пајнци, лајци, вилушки, тенџериња и тави, казани и не знам што, да се видат младите, затоа што се младите да мречеме на тава за палачинки, што било то, или грне, граф, имаме претис тенџериња имаме, со тие ќе си направиме јадење за 10-15 минути готово јадењето, меѓутоа јадење од земјен сад и јадење од претис не е исто. Денес во Охридската чаршија на постоењето на Амамот подсетува само името на трговскиот центар. За среќа, како споменик на културата, преживеал само Амамот во Воска. Ова бања, сега каде што сме, ова е бањата на Воска, се вели, Воска Хамама. Овдека, благодарение на ТИКА, организацијата од Турска, која што ги оживува османлиските елементи, да речам, овдека во ова бања до пред 20 на години, јас памтам многу добро, овдека до половина беше со земја, а другата половина внатре, овде само еден отвор имаше, ископано лево-десно земја, и од Воска еден од египјаниве, го знам, тој Кири беше, коњот го чуваше овде. И стално кога ќе врвев од тука, некако ме копкаше, зашто викам ова бана, ова убава работа, да биде штала за коњот на Кири. После, откако почина овај човекот што го чуваше коњот, епте се забатали ова бања,
Меѓутоа, ево пак, благодарение на ТИКА, во негде кај 2012 година заврши ова поправката или санацијата, да речем, на ова бања. И многу мило и драго ми беше кога видов дека при свеченото отварање овдека се организираше изложба на османлиски носии. И тука едни носи имаше, што да речеме, една од тие носи, она биндала, што велиме, биндала, можда 10.000 евра коштат. И затоа имавме можности такви работи да гледаме овде, а мило и драго ќе ми биде ако и во еднина се организираат овдека изложби. Гревота е шуќур што имат една ваква мини галерија, да речам. Мини галерија да се користи за изложби. А теми има многу. А едно од мене што ми лежи вака е да се организира изложба на стари фотографии на Охрид. Изложба на стари носии на Охрид, не само на муслиманските, него и на христијанските, и влашките, и египјанските носии, да се организираат изложби. Да се организираат литературни читања на, да речеме, поезија. Знаеш, романи не, долги се романите, ама поезија може да се чита и така да се створи еден интерес и љубов на младите кон културата, кон поезијата, кон литературата и кон уметноста. Охриѓаницот Ветеца Рачоглу посакува Амамот во Воска како зачуван споменик на културата повеќе да биде искористен како простор за етнолошки цели. Вели во иднина би сакал тука да има повеќе изложби од стари фотографии на Охрид или етнолошка поставка со предмети и носи од минатото. Посакува овој објект од минатото да обстојува и понатака.